Заканата од индискиот сој на COVID-19 станува се посериозна во светот, а Македонија за сега не стравува од евентуален наплив на заразени од опасната делта варијанта. Иако голем дел од лекарите алармираа дека е речиси известно дека преку летните одмори вирусот ќе биде внесен во Македонија. Според министерот Филипче, олабавувањето на мерките е издржано со поволната епидемиолошка состојба, но не ја исклучува можноста од враќање на рестрикциите. Ние видовме во минатото дека нема бариера за влез на вирус. Дали со PCR тестови или со било каков, или со брз тест, например. Сепак најголем ризик е локалната трансмисија на вирусот. И тоа е нешто на што се однесуваат сите епидемиолошки мерки. Во таа смисла ги гледаме и примерите на останатите земји, освен она што е сега во моментов актуелно, тоа е карантинот за сите кои што доаѓаат од Индија. Согласно дистрибуцијата на овој вирус, овие пациенти во Европа, сметаме дека нема потреба од некаква дополнителна рестриктивна мерка. Во однос на вакцините, Филипче најави дека Македонија утре очекува уште една донација, овој пат од Хрватска. Следната недела треба да пристигнат и дел од руските вакцини. Во петок донацијата од Хрватска, 10.000 вакцини на AstraZeneca и според оние најави кои што стигнаа во текот на вчерашниот ден, стигнуваат 10.000 во текот на следната недела, 10.000 вакцини од Русија на Спутник. Дека состојбата со делта варијантата во светот станува загрижувачка, покажува и последната студија на францускиот институт Пастер, каде се прогнозира четврти бран на делта варијантата на вирусот на есен, доколку не се забрза вакцинацијата. Во овој момент, 20% од новите случаи во Франција се предизвикани токму од оваа мутација. Студијата предвидува пикот на новиот бран да биде и до 2500 хоспитализации дневно. Како главно жариште на ширењето на вирусот се наведува невакцинираната популација под 18 години, со можни 50% од вкупно заболените. Во последните 4 недели, бројот на случаи на заболени од индискиот сој во Португалија се зголеми за 56%, во Шпанија за 22%, а за 90% во Русија. Делта сојот прави пустош и во Велика Британија. Само вчера регистрирани се 26.000 новозаразени.